На пресконференцијата што пред некој ден ја организираше ДПМН од Кочани, можевме да слушнеме куп неостварени желби на партијата која 11 години одлучуваше за животот на граѓаните во општината и во државата. После толку години трошење милиарди и милиарди евра народни пари, тие се сетија дека на општината и на регионот му се потребни инфраструктурни објекти што додека беа на власт не ги реализирале, па сега сакаат да бидат готови за кратко време. Беше речено на пресконференцијата на Општинската организација на СДСМ од Кочани, на која зборуваше нејзиниот претседател Сашко Костов. Господа од ДПМН, вашата желба за покривање на градскиот базен и пуштање геотермална вода во него ја промовиравте уште за локалните избори 2013 година, кога се сликавте со тогашниот премиер Груевски на истиот, но и по толку години ветувањето остана неостварено. Вие изгледа не живеете во општина Кочани, па и не знаете дека во село Тркање нема градинка, па поради тоа нејзините капацитети не можат ни да се прошират. Вашата желба за изградба на детска градинка во село Тркање ви остана неостварена, исто и како и ветувањето за изградба на канализација во ова населено место. Барате пари од буџетот за државата за изградба на катна гаража, а не кажувате каде ги потрошивте парите од продажбата на државно градежно земјиште во центарот на градот и од комуналите што ги добивте од инвеститорите на зградите во општина Кочани. Направивте кружен тек, за да по кратко време го направивте некаков квази кружен тек, со што го зголемивте совраќајниот хаос во градот. Изградбата на кружен тек на дуплиот мост ви остана неостварена желба, бидејќи останавте без сомнителни тендерски сделки и провизии. Костов се осврна и на проекти за кои сегашната опозиција побарала пари од државниот буџет, но не ги одржувала ниту веќе реализираните проекти. Сака да државата да ви помогне за водовод во Пантелеј и Рајчани, ама не кажувате дека за лични интереси дозволивте за кратко време да се уништи новиот асфалт на патот помеѓу овие две села. За пречистителна станица и канализација на Пониква нема што да се каже, освен дека во желба да заработите што повеќе, продававте градежни парцели за викенд населби без да размислите за основната инфраструктура. Господа од ДПМН, пред да излезете пред граѓаните и да зборувате за вашите желби, што не сте ги оствариле, треба да се прашате самите, каде се потрошија толку милиарди евра од државниот буџет, од кој Кочани не доби скоро ништо. Немојте да зборувате за лицемерие, бидејќи вие одлично го практикувавте во изминатите години од вашето владење. На крајот од обраќањето на пресконференцијата, Костов рече дека е време да се средат сметките и со трезвен ум да се реализираат реално остварливи проекти, што се дел од потребите на граѓаните на општина Кочани и пошироко, а за кои власта, предводена од СДСМ, знаела тоа да го види и да го оствари.